Ljum, šefot na stručния штаб Инчо Георгиевски и капитенот на тимот Буњамин Шабани во однос на организацијата на надпреварот, евентуално ако има некои прашања, тука сме, за се друго представникот вториот Шабани на масата на Струга трибуна. Најпрви да ви се заблагодарам за вашето присуство. Значи се работи за купа финале, еден од најважните надпревари за сите екипи. Значи пред вас тука се тренерот Илчо Ѓорѓевски и капитенот Буњамин Шабани. Најпрви ќе зема збор тренерот Илчо Ѓорѓевски, ќе даде свој осврт за финалниот надпревар против Вардар. Ти благодарам. Финале на купе е надпревар кој што пред почетокот на сезоната го посекуваат сите и фудбалери, тренери, екипи, спортски работници. Надпревар кој што се чека цела сезона да дојде. Надпревар во кој што сме ние, утре ќе видиме надпревар кој што сакаме да го освоиме. Струга Тринблум е релативно млад клуб, 10 години, во тие 10 години постојање има освоена 2 шампионски титули, едно финале на куп и утре игра второ финале на куп, што е можеби раритет во европски рамки, можеби единствен тим во Европа. Струга го посакува трофејот утре да го донесе во Струга, да ги израдува своите симпатизери навивачи. Како тим сме дефинитивно спремни, желни, мотивирани и тактички, и психолошки, и физички за утрешниот надпревар. Имаме доволен број на квалитетни и искусни фудбалери кои што знаат да се носат со утрешниот предизвик сигурно. Сега збор за капитенот Буњамин Шабани. Ралашко питање. Сакам да ви се заблагодарим на сите. Утре за нас многу важна такмица. Спремни сме сите. Секој играч ќе даде се од себе и мислам дека може да дојдеме до овој трофеј. Као екипа сме спремни и ќе даде се од себе и мислам дека утре ќе освоиме овој трофеј. Edhe Shqipëtuj. Jemi të përgatitur maksimalisht për këtë trofe. Dy lojtarët bashkërisht do bëjnë maksimumin dhe mendoj që nesër po të bëjnë maksimumin dhe fitojmë këtë trofe. Сега прашања кои има од новинарите, Бранко Појле. Илчо, вие сте поранешен тренер на Вардар. Од 1 до 100 колку сакате утре да го победите Вардар? И дали се чувствувате како фаворити? Не, Вардар е фаворит на утрешниот надпревар. Значи јас го ценам и почитувам многу Вардар е мој клуб, сигурно дека јас и како играч и како тренер освојав титули со Вардар. Значи јас ќе ги кажам Вардар е мој клуб, но на утрешниот надпревар од 1 до 100 што кажавте колку сакам 100, значи да го победам Вардар сигурно утрешниот надпревар. Извини, Никола. Дуето партиен Берлишка Боја? Значи, извини, Појле. Тогаш за тренерот, фактички Струга Тринблум утре е гости на арената Тодор Кораевски. Значи, навивачите, Вардар ќе игра пред своји навивачи, додека Струга ќе биде гости. Дërsa për Буњамин Шабани, sa jeni psikikisht të përgatitur për këtë ndeshje kur dihet se nuk do të keni aq numër të tifozëve sa do të ketë Vardari. Прашањето беше за мене или за Буњамин? Да, првото за теб. Добро, Вардар е сигурно дека ќе му ја препуштиме фаворитската улога на утрешниот надпревар, затоа што игра на домашен терен, на градски стадиони, игра пред своји навивачи, пред помити. Значи, ќе има сигурно огромна поддршка, ќе ја преземе таа фаворитска улога, меѓутоа јас и претходно кажав дека ние сме максимално спремни да одговориме на секој предизвик и ќе влеземе на надпреварот за да го победиме.
na cyklu, mendoj që jemi maksimalisht përgatitur dita aspektet të bënien ndeshjet e mirë. Значи, прашањето од колегата Шалон Синај за Буњамин Шабани беше колку сте подготвени психички, значи за овој натпревар, кога се знае дека нема да имате толку навивачи од Струга за утрешниот натпревар, значи сега ќе има одговори на македонско. Ние сме спремни за оваа утакмица, сите сме искусни играчи и живееме за такви утакмици. И мислам дека сме спремни на многу сме спремни за оваа утакмица и мислам дека не е проблем што дали имаме повише навијачи или не. Сигурно дека тоа ќе биде и мотив повеќе за нас пред одека на практично на гостински терен, на оваква една атмосфера да го дадеме доброто од себе и да го победиме во една. Прашање? Поздрав и за Илчо Георгиевски и Буњамин Шабани. За двајцата имам по едно прашање. За Илчо прво го прашав и Гоце Седуски не одговори баш најконкретно. Кои се добрите страни на Вардарот кои што треба да се пази? Струга Тривњу. А за Буњамин Шабани, овој тим на Струга е веројатно многу поискусен во вакви големи натпревари, имате и европски натпревари како тим и како играчи, за разлика од Вардар. Дали тоа може да биде вашата главна предност на утрешниот натпревар? Добро, значи го анализираме Вардар секако дека не можам тука се да кажам кои се добри и лоши страни, ќе оставиме тоа за меѓу нас да остане, меѓутоа Вардар направи еден конкурентен тим, значи оваа полусезона видовме дека направи една низа на победи и од тој аспект ние максимално го респектираме Вардар како тим, секако тоа клуб уште повеќе. Меѓутоа ние си имаме своји сметки, своји рачуници, знаеме што сакаме и знаеме како треба да го направиме тоа за да дојдеме до успех. Да, точно е, и јас и на почетот кажав дека имавме екипа со искусни играчи што игравме големи утакмици во Европа и во нашето првенство. И мислам дека утрешната утакмица нема да значи тоа многу, што секоја утакмица е нова утакмица. Меѓутоа, мислам дека искусните играчи знаат како да играат на кои утакмици и мислам дека ќе излеземе да докажеме тоа што го знаеме. Taschen film precis det kan vi leta med på roll, det kan vi igen till delegationen. Man har precis det kan vi vara det i den Europa, den ligan då, det är tanlaja. Men det är mest det är nog ständigt på precis. Fortfarande det är just det är då ta regolma. Други прашања? Да. Добар ден, од мене поздрав до тимот на Струга Тригу. Едно прашање за шефот на стручниот штаб Илчо Георгиевски и до капитенот Шабани. Илчо недвосмислено најави, тоа е добро за едно финале генерално, дека Струга Тригу тргнува да го освои пекарот и мислам дека тоа е добро. Моето конкретно прашање е дали вие како шеф на стручен штаб ќе ја поставите играта да победите во регуларните 90 минути, да го нападнете Вардар, или сепак може би варијантата да гледате и во тој екстра тајм обложувањето и евентуално изведување на пеналите, со оглед дека Струга и Вардар барем по мене се изедначени екипи. И истото прашање за Шабани, пошто има поголем континуитет од шефот на стручниот штаб, кога се во прашање дојдете меѓу Струга и Вардар. Имало различни резултати. Сметате ли дека во овој момент двете екипи се изедначени, дека има некој мала предност во однос на теренот или на квалитетот на тим? Благодарам. Други зборови, Струга во победи Вардар 4 спрема на Градски 4-0 спрема Струга, Вардар е победи Струга во Струга со 0 спрема Вардар. Тоа е спекано ваше видови. Добро, јас го спремам тимот за се дека судијата не свирне крај на натпревар. Дали тоа ќе биде 90 минути или ќе биде 120 минути, помногу, значи ќе зависи
од ситуацијата на теренот. Секако ние спремаме тактика во секоја една ситуација како да реагираме. Значи, посакуваме да го завршиме на преорот успешно во тие 90 минути, но спремни сме и за 120 минути. Како што кажав на почетокот, физички екипата е навистина добро подготвена и спремна и за 120 минути доколку треба, но искрено посакувам да на преорот го завршиме позитивно за нас во тие 90 минути. Од тактички аспект сме спремни, како што кажав, физички сме исто така спремни. Од психолошки аспект верувам дека сме уште повеќе подготвени и ќе не понесе и атмосферата на стадионот, самиот стадион, условите кои што ги дава арената и верувам дека ќе гледаме едно квалитетно финале, кој што очекувам да ги подигне и критериумите за македонскиот клубски фудбал. Да, со Вардар игравме повеќе утакмици, но тоа не значи ништо, пошто игравме со други играчи, други тренери. Утре е сосема друга утакмица, предност не знам дали кажал, пошто финале, без разлика на квалитетот, мислам дека нијансите одлучуваат, така да треба максимално и нијансите одлучуваат кој ќе биде победник. На Вардарите ми беше шумдеше, резултати tot als Japanese, passie ik heb nu door met de derde trainer te drukken. Maar next nog een deze kaper passie deze finale Janssen de Vogla de Vendose. Ако има други прашања? Да, Влади. Можам? Значи, извини. Јас се извинувам што немам прецизна информација дали Струга Тримлум има своја навивачка група, навистина не сум информирана, и ако има, дали навивачката група сака да присуствува на градскиот стадион? Дали побарала, ако има, навистина не знам. Благодарам. Да, ќе ви одговорам јас, значи, на ова прашање. Навивачка група немаме, но значи навивачи заинтересирани што сака да присуствуваат има, значи и тоа ќе има, сигурно ќе има наши навивачи, но тоа значи не се навивачи како на другите екипи, поголемите екипи што се во нашиот шампионат. Благодарам. Овој. Честитки до представниците на Струга за пласманот во финалето, пред се тоа е веќе само по себе голем успех. Во смисла на тоа што ќе го пресуди на преворот, што ќе добие, Седловски најави дека Вардар секогаш игра офанзивно и ќе игра офанзивно и утре, исто така на победа, бидејќи вие најавите игра на победа. Би сакал да кажам, во минатите години не гледавме многу голови баш поради тие тактички надмудрувања меѓу финалистите и често завршуваше со мал број на голови на пенали. Дали тоа значи дека очекувате многу голови во првите 90 минути и ваша офанзивна игра, бидејќи тоа го подразбирам кога велики играме на победа. Секако, значи ние спремаме тактика за да одговориме на Вардар во секој еден на секој дел од теренот, зборам и дефанзивно и офанзивно. Ние сме екипа која што сака да игра офанзивен фудбал. Имаме играчи со такви карактеристики, сакаме да го имаме поседот на топката во своји нозе и со оглед на тоа мислам дека ќе гледаме еден допадлив фудбал утре и ќе имаме едно убаво финале. Други прашања ако има? Значи, тоа е се од пресот, сега мога само да Злато. Да, благодарност на присуството. ВАР системот ќе биде во функција, како што знаете, ќе се игра со новата официјална топка која што ќе биде дел од македонскиот шампионат од идната надпреварувачка сезона. Уште еднаш апел до сите навивачи и поддржувачи на двата клуба за коректно навивање и многу успех и на Струга Тримлум во финалето утре на националната арена. Поздрав. Сред на утрешното финале од Купот на Македонија помеѓу Вардар и Струга Тримлум. Пред да започнеме со пресконференцијата на Вардар, која што се разбира ќе ја отвори лицето одговорно за медиуми Огнен Дойчиновски, само една информација убава од Фудбалската федерација на
Председателот на Фудбалската федерација Маса Ромераgić ќе се игра со новата официјална топка од брендот Puma, која што ќе биде официјална и за домашните натпреварувања од новата натпреварувачка сезона. Тоа што ќе го има премиер лигата од идната сезона, тоа што оваа година го имаат и Манчестер Сити, и Милан, и Борусија Дортмунд, влегува и во Фудбалската федерација на Македонија. Ова е новата официјална топка која ќе биде дел од финалето во Купот на Македонија. Ја отвораме пресконференцијата заедно со шефот на стручниот штаб на Вардар, Гоце Седловски, и еден од капитените на тимот, Горан Захарич. Благодарам се мене за присуството од името на ФК Вардар. Се надевам дека оваа топка ќе ни донесе утре среќа. Ова за нас е едно, да речеме, историско финале, затоа што по 2007 година ФК Вардар повторно во него. Ќе ви се обрати најпрво шефот на стручен штаб Гоце Седловски, а потоа капитенот. Како враќање потоа може прашање. Ништо, како прво сакам да поздравам исто сите присутни тука. Што се однесува до натпреварот утре, мислам дека мојата екипа е спремна да го даде максимумот. Знаеме и сами дека пред себе имаме еден доста неизгоден противник кој ланска година беа шампиони. Но ние да се гледаме сами себе, толку време го чекаме ова финале, Вардар го чека по 18 години, така да ќе даде максимум да отрешни натпревар на овој добар терен тука, со помош од публиката да го оствариме целта ова полусезона кој се тука, кој работиме сите заедно, и да наставиме со оние резултати кои ги имаме на овие последни 6 месеци пред себе и да го освоиме купот. Купов, дека нема да биде лесно, пред себе имаме еден доста неизгоден противник, али играчите се свесни, доколку го дадат она што досега го играме овие 6 месеци, мислам дека покажа ќе дојде во нашите толку од мене, тука е капитенот Захарич, има нешто да каже. Попред сега да вас поздравим се овде присутне. Час ми е задоволство што могу овде да стоим испред вас свих заедно sa шефом и у име цијеле екипе и луди из клуба. Сами шеф рекој, сложio би се с доста с тих ствари sa шефом. 18 година е прошло и стварно имамо едну огромну прилику да вратимо трофеј у наше ветерине и мислим да uz pomoć naših navijača i ljudi koji će doći sutra na stadion, ovim putem isto pozivam sve ljude koji vole Vardar da dođu, da nas podrže. Stvarno jedna utakmica u kojoj se nadam da ćemo uživati. Očekuje nas težak protivnik, što je šef rekao, isto šampion prošle godine, tako da imamo dosta utakmica odigranih s njima. Pripremit ćemo se maksimalno koliko je to moguće u ovom momentu i nadamo se da ćemo se veseliti svi zajedno poslije sutrašnje utakmice. Može prašanje? За Седловски, чувствувате ли притисок пред овој натпревар, бидејќи овој натпревар практично најважен за Вардар за излез во Европа, малтене на седмиште? Па добро, видите, значи, секој натпревар овие 5 месеци кои беше позади нас, не секако беа финали за нас, него е друга утакмица финале, секако дека постои тој притисок, али свесни сме и сами, кажав, играчите, доколку го дадат максимум како што играат овие последните 5 месеци, мислам дека сосема заслужено и ние и Струга го заслужува финале, така да има нормално постои тој притисок, али кога излеземе на терен, тој притисок престанува и се надевам на добра игра од наша страна, фер, коректна и да се прикажемо добро, светло и после тие таа одиграна утакмица да се радуваме. Колку значи тоа дека Вардар ќе игра како во домашен терен, фактички пред своја публика? Тоа е голема предност над екипата на Струга.
Па секако, дека знаеме што значи Вардар во Македонија и на овој стадион тука, сигурно дека ќе има доста публика кои ќе навива за Вардар. Тоа е за нас предност, али не мора да значи тоа, кажав, овие утакмици се финалина, така да и Струга и ние треба да се фокусираме на наша игра, посебно она што го барам дечките да го одработат на теренот, мислам дека нема да има проблем и така ќе се поставиме на оваа утакмица. Поздрав и за Гоце Седловски и за Захарич. Првото прашање за Седловски. 5 месеци сте веќе во Вардар. Дали сте задоволни од сега од изгледот и тоа како функционира тимот од нели кога ќе се вратите на назад овие 5 месеци? Дали е добро завршена работа и дали премногу ќе зависи од успех или неуспех целата сезона од еден меч како што е финалево на куп? Па видите, пред почеток на втората полусезона знаеме каде беше Вардар и со една макотрпна работа од страна на стручниот штаб од мене до играчите кои одработивме доста добро. Вардар го качи негоре на 5-то место, така да мислам дека толку утакмици, толку надпревари, толку притисоци, мислам дека го заслуживме тоа, така нема тука да се и овој напревар сакаме да го заокружиме со тие надпревари кои ги играме до сега да биде у наша посета. За мене исто е. Да. Pa dobro, gledajte, šef je sigurno došao u drugom dijelu, to je pred kraj, ajmo reći, tog prvog dijela sezone. Ja sam tu od prvog dana i sigurno da smo imali jedan težak period, nekoliko mjeseci i naravno da kad je šef stigao i sa njegovim saradnicima i ljudima iz kluba da su donijeli neke određene poteze, mislim u ovom momentu na igrače, da se dovelo dosta kvaliteta što se tiče igračkog kadra i naravno da smo odradili jedne vrhunske pripreme u Antali i sigurno da je to bit svega ovoga što smo mi sad uradili u drugu polusezonu, ovoliki niz bez poraza. Mislim da stvarno zaslužuje jedan respekt prema ovim ljudima koji su došli u tom nezgodnom periodu u klubu. I mislim da je to jedan pokazatelj kako Vardar treba da igra, kako Vardar treba da izgleda i kako treba da se ponaša. Mislim da smo pokazali ovih zadnjih 16 utakmica, 17 ne znam već ko smo i šta smo, donijeli smo neke dobre stvari u Makedoniju i za ljude koji vole Vardar i mislim da ćemo i sutra dati sve od sebe svoj zadnji atom snage da donesemo ovo što svi već iščekujemo 18 godina, tako da toliko od mene, mislim da smo napravili jednu jako dobru stvar. Само ще кратко ја за собратам, апел до Табаковски. Да, извинете. Прашање до Седловски, во смисла на игрување, дали е предност или може би не, тоа што се игра еден надпревар. Што би било кога би имало два надпревара кога што е првенствено, дали ова што купот ги го решава една средба, сметате дека ви оди во полза или може би поголем проблем што полза? Па добро, дали играме два надпревари, еден секако дека мора да се одига тој надпревар, така не гледам тука некоја разлика, утре излегуваме на терен, го даваме максимумот и ние и Струга, кажам дека Струга е една квалитетна екипа, респект за нив, али ние треба сами себе да се гледаме, знаат играчите што бараме од нив, и на телефона што цело време им фалеше, не ми да и на тренинг не сме да изгодат, па камоли на утакмица. Сето тоа го примија, мислам дека свесни се и иако е крај на сезона, изморени, веќе сите се оглавите на одмор, али мораме да стиснеме она што се каже, што ова утакмица да работиме како што треба на наш стил, на наша игра, знаете и сами дека овие утакмици кои ги играме до сега, Вардар никогаш не се барано, така че излези на утрешниот надпревар дека ќе играме доста офанзивно, доколку противникот ни дозволи. Ако значи го добиете во финале, дали значи дека во вашата екипа
ќе има ново засилување, значи освежување на екипата. Како го мислите како шеф на стручен штаб на Вардар? Па не сме размислувале за тоа, знаете и сами дека, како што кажав, каква ситуација беше Вардар пред 5 месеци, чекаме ова финале да заврши, па после тоа ќе седнеме, ќе разговараме и да видиме што за понатаму. Кои се најдобрите страни на Струга Тринлум? Со оглед дека имате респект за нив. Рековте, две екипи, едни од најквалитетните во државата. Што е тоа што треба најмногу да се пази Вардар? Веројатно на играчите ќе им кажете, ама нешто да споделите и за нас. Дали ќе хинде, дали... Па добро, секогаш јас се гледам и кога имаме состаноци и нормално дека правиме анализи, но секогаш ние се фокусираме на нашата игра. Кажав, суково да играме, ние го респектираме противникот, али фокусот наш е да играме наша игра, наша поставеност, наша дисциплина, наша практика, така да и истото ќе се случува и на утрешниот ден. Не сакам да раздвојувам имена, не сакам да издвојувам, кажав дека Струга е квалитетна екипа, ланска сезона шампиони, малку фанеше да влезе во тие групи, али ова сезона гледаме и тие кај завршија едно место над нас, така спремни сме да покажеме утре дека и ние и Струга го заслужува финал. Добар ден до сите актери на ова наши финале. Големо поздрав од продукција Скок. По едно прашање за шефот на стручниот штаб Гоце Седелски до Захари. Му давам предност на капитанот. Дали мислите дека овој натпревар може да го реши еден слободен удар, да речем, или една ситуација каде што вие се покажате дека знаете да реализирате? Тоа е прашањето до вас. И до шефот на стручниот штаб, Гоце, знаеме пропозициите предвидуваат во случај на нерешен резултат дека и така натаму може да дојде до изведување на пенали. Дали вие како шеф на стручниот штаб ја предвидувате таа варијанта или тренирате ли нешто во таа ситуација? Само да напомена, 2 пати по 15 минути, евентуално па потоа пенали. Да, работиме на сите варианти кои треба се нормално да го видиме решение на положение, 2 пати по 15 и следуваат пеналите. Секако дека овие денови кои ги имаме 10 дена позади нас, работиме на сите тактички замисли и денес се последен тренинг и видиме дали има некоја повреда, не да ги ослаби, че сите играчи сега за сега се здрави, оставаме секвески. Така да видиме денес ќе работиме што овој последен тренинг, па ќе одлучиме за утрешниот натпревар со кој 11 ќе излеземе и спремни да видиме на сите тие 120 минути доколку и на тие пенали. Па ја ќе да надовезат на ваше питање. Сигурно да се доста ситуација во фудбалу и решава управо овим што сте ви рекли, неким прекидом или неком ситуацијом и оно што се мене тиче искрено nije важно како ćemo riješiti, ko će riješiti, bitno da na kraju, da li to bilo 90 minuta, 95 ili 120, da se ostvari taj cilj i taj rezultat koji se toliko dugo čeka i vi svi zajedno s nama i cijeli klub, tako da totalno je nevažno kako će se riješiti. Naravno da se može riješiti iz prekida, iz kornera, iz faula, iz nakocentašne situacije, ali potpuno je nevažno sutra ko će riješiti, kako će riješiti, bitno da smo mi spremni, koncentrirani na sve stvari što je šef nam rekao, imamo i današnji trening da uradimo, čeka nas jedan fantastičan teren, jedan od boljih u Evropi, tako da mislim na ove naše stadione, stvarno smo, sad smo izašli tu i pogledali malo, stvarno je teren u savršenom stanju i evo iskreno i kako ja, mislim da tako i šef i svi ljudi, i moji saigrači, i ljudi iz kluba jedva čekamo sutrašnji natprevar i nadamo se ono da je najbolje.